Се наоѓаме во Македонската опера и балет, храмот на музиката и на културата во нашава земја. На сцената на опера и балет вечерва со почеток во 20 часот, публиката ќе може да ужива во несекојдневен фадо концерт, на кој што Националниот джез оркестар настапува заедно со познатата португалска пејачка и композиторка Марија Мендеш. Концертот ќе биде од хуманитарен карактер, а нешто повеќе за концертот ќе слушнеме во продолжение низ разговорот со директорот на Националниот джез оркестар, господинот Гоце Стевковски. Гоце, добро утро. Еве, конечно, дојде и 25 март, денот кога и првично беше најавува настапот и концертот на познатата Марија Мендеш. Добро утро до сите ваши гледачи. Као што кажавте, концертот ќе се одржи и ќе биде од хуманитарен карактер, иако ден после несреќата во Кочани беше одложен, сепак одлучивме дека е ова добар начин да преку оваа акција, преку продажба на билетите и донација на тие средства, дека ќе помогнеме на повредените од Кочани. Она што би сакал исто да го потенцираме, да ги поканам гледачите, доколку се во можност нормално да купат билети, преку тоа да учествуваат во оваа хуманитарна акција. Исто би спомнал дека ќе имаме поставено кутии за донација во холот на операта и балетот за дополнително некој доколку може да донира средства. Тоа би било околу овој хуманитарен аспект. Меѓутоа, што се однесува до самиот концерт, можам да кажам дека Марија Мендеш е една од Греми номинирани пејачки, кај што е вистински професионалец и ова што го има направено, да речеме, како фадо музика во аранжмани за биг бенд е вистинско добро нешто кое што треба публиката да го проследи. Диригент ќе биде Владимир Николов на концертот. Каква ќе биде програмата? Што всушност ќе може публиката што ќе присуствува на концертот да слушне? Тоа се фадо песни кои што, ако би направиле некаква споредба, тоа би било нешто као наша народна музика, односно македонската народна музика. Се работи за љубов, за копнеж, значи се опеува во тие песни и, као што би кажал Владимир Николов, треба да навистина да ја познавате таа музика, за да се разбере каква добра работа си има направено преку овие нови аранжмани, пошто секој пат фолклорот е малце така, да речеме, пипава тема, ако може така да се изразам. И овој пат мислам дека ќе имаме прекрасен концерт и дека од уметнички аспект ќе биде едно вистинско уметничко доживување. Гоце, и за крај, дали имаме слушатели и публика за оваа убава и сензибилна фадо музика во нашава земја воопшто? Не зборувам, значи, низ призма и на претходни концерти и настапи од ваков тип музика што се правени кај нас. Јас претпоставувам дека има, меѓутоа исто така сметам дека си имаме докажано годинива наназад дека тоа што го нудиме како институција и како програма со оркестарот, дека е доста различна музика, дека е квалитетна музика, дека секој концерт е интересен на свој начин, така да до сега не сме имале слична изведба, да речеме, конкретно со фадо вокал, пошто највеќе ни биле, фокусот ни беше на тие стандарди джез лектира или на некои домашни автори, така да ова е ретка можност, например, да слушнеме една ваква врвна уметница како што е Марија Мендеш и
заедно со нашиот оркестар, мислам дека ќе имаме еден навистина убав концерт. Ви благодарам за одвоеното време, за разговорот. Се разбира, ви посакувам успешен настап на нашиот национален джез оркестар заедно со Марија Мендеш вечерва, а публиката секако дека ќе може да ужива во тој настап. Ви благодарам, поздрав до вас. И ете, ние уште еднаш, значи, да ја поканиме публиката вечерва да присуствува на овој концерт. Сите средства собрани од продажба на картите, како и средствата што ќе бидат собрани од кутиите кои што ќе бидат поставени во холот на Македонската опера и балет, ќе бидат наменети за семејствата на настраданите и повредените од пожарот во Кочани.